Кратки најави за денес. Жителите на Подмолје бараат санација на патот. Според Ковачевски, ВМРО-ДПМНЕ не е против уставни измени. Мицкоски вели, би влегол во широка влада, но без дуи во неа. Сергеј е многу глупав. Нова премиера на Охридскиот народен театар. Комплетна санација на плоштадот Минимаркет. Страшни последици од уривањето на браната Нова Каховка на Днепар. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со максимална дневна температура до 24 степен. Утре во северните делови на Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во останатите предели од континентот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално и со појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Во крајните јужни предели ќе превладува претежно сончево и топло време со температура до 29 степени. Во Македонија утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што ќе услови умерено облачно време со врнежи од дожд и грамотевици, а локално со услови за поројни врнежи од дожд и услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени, додека пак максималните дневни температури утре ќе бидат во интервал од 20 до 30 степени. Во Охрид утре претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне услови за развојна нестабилност која што ќе услови врнежи од дожд и грамотевици, а локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 25 степени. Во Охрид во петок и сабота претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Попладне развојна нестабилност со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици, но и со услови за појава на невреме. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26, односно до 24 степени. Во недела ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат пообилни и со услови за појава на невреме. Утринската температура од 13 степени, додека пак максималната ќе достигне до 24 степени. Ресторан Далга. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Манимакс, ваш доверлив финансиски партнер. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Земјата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Влезот во Охридското викенд село Подмолје во очајна состојба. Жителите бараат санација на патот. Се жалат, им се оштетуваат возилата, а сликата е лоша и за бројните туристи. Од јавното претпријатие за државни патишта велат, веќе се изработува техничко решение за санација на тој патен правец. Жителите на Охридско Подмолје бараат санација на патот. Се жалат со години влезот во Охридското село, денес со време на викенд населба со над 300 куќи, вили и апартмани е потполно руиниран. Од огромните дупки на асфалтот им се оштетуваат возилата, а сликата е лоша и за бројните туристи кои го посетуваат главниот туристички центар. Тоа е едно парче не подолго од 20 на метри и тоа не изискува некои огромни средства, а угледот на Охрид ќе биде сочуван бидејќи тој ни е бисер на Балканот и заштитен од УНЕСКО. Ви благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека ќе сторат нешто охриѓани на прагот на Охрите да се направи ова. Реконструкцијата на овој патен правец пред влезот за Подмолје и Охрид е во надлежност на јавното претпријатие за државни патишта. Ги молиме надлежните, бидејќи се пропукуваат тука општина Охрид, вика не е во наша надлежност. ЈПДП вика тоа не знаеме вака така, ко може за овие 300 фамилии и за Охрид, бидејќи охриѓани ни рекоа ќе ни бидат благодарни, да се направи тој дел од патот. И оваа сезона поради изградбата на автопатот Охрид-Кичево, влезот во главниот туристички центар во земјава е во очајна состојба. Од јавното претпријатие за државни патишта велат веќе се изработува техничко решение за санација на тој патен правец. Заврши лидерската средба Ковачевски-Мицковски. На маса повеќе опции како да се изгласаат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата, што е услов за продолжување на евроинтеграцијските процеси на државава. Ковачевски предложил процесот на уставни измени да го води широка влада со отстапување 5 министерски места за ВМРО ДПМН и истата потоа да организира избори. Мицковски не сака во влада во која и дуи. Лидерите се разидуваат и за моментот од кога да важат уставните измени. ВМРО ДПМН не е против уставни измени и вметнување други делови од народи во преамбулата е заклучокот и клучната порака од денешната лидерска средба според премиерот и лидер на владеачката СДСМ Димитар Ковачевски. За лидерот на најголемата опозициона партија пак Христијан Мицковски на лидерската средба нема договор. Били изнесени варијанти во врска со уставните измени и за тоа како тие да бидат изгласани во парламентот, меѓу кои на маса и опција за формирање заедничка влада. Ковачевски по средбата во изјава за медиумите кажа дека предложил заеднички да се изгласаат уставните измени и потоа веднаш по завршување на процесот на отварање, подготовка на амандмани и затварање на уставот да се оди на избори. Меѓутоа, дали дополнителен предлог да го гласаат отварањето на уставот со двотретинско мнозинство, при што би гласале сите пратеници во собранието и веќе следниот ден ВМРО ДПМН да влезе во влада, при што СДСМ ќе ослободи 5 од своите министерски места за ВМРО ДПМН. На тој начин ќе обезбедиме влада која што ќе ги обединува сите политички партии кои се за европска интеграција, а тоа денес слушнавме дека не е проблем за ВМРО ДПМН, кажа Ковачевски. Ќе го спроведе таа влада процесот на уставни измени. Таа влада ќе го заврши скрининг процесот
кој што е во тек. Таа влада ќе го затвори процесот на уставните измени и таа влада ќе ги отвори поглавјата како втора фаза од преговарачкиот процес и дури може и да затвори едно или две од поглавјата кои што се дел од првиот кластер Fundamentals. И дополнително, истата таа влада, бидејќи ВМРО ДПМН ќе биде дел од власта, нема да оди на избори од позиција на опозиција, ќе може да ги организира и следните избори. Уставните измени кои што ќе се донесат во своите завршни и природни одредби, како што веќе имало случај во минатото, да имаат одредба со која што важат во моментот на одржување на втората меѓувладина конференција, која што е практично и закажана без никакво одлагање по правењето на уставните измени во преговарачката рамка. На оваа понуда Мицкоски одговорил дека ВМРО ДПМН е подготвена да влезе во владата со СДСМ, но без учество на ДУИ во таа влада. ВМРО ДПМН е подготвен да учествува во истата, со тоа што избори подготвува техничка влада, не ова влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската Унија од парламентите на 27 земји членки. Очигледно е дека немаат 80 пратеници за да поминат уставните измени. Тогаш логично е да одиме на избори. Оти нема ниту една причина зошто оваа влада да остане на власт, изјави Мицкоски по средбата. Нова премиера на Охридскиот народен театар. Праизведба во Македонија на текстот Сергеј е многу глупав на Дмитрий Данилов во режија на Дејана Николовска. Во петок на сцената на Центарот за култура публиката ќе присуствува на надреалистично шоу во кое диалозите и хероите ги рушат сите очекувани театарски стереотипи. Гледачот ќе си замине од представата со прашањата: што би направил на местото на Сергеј? Дали би ја отворил мистериозната пратка? Сергеј е многу глупав е новата премиера на Народен театар Охрид. Станува збор за праизведба во Македонија на текстот на драматургот Дмитрий Данилов, едно од најзначајните имиња на современата руска книжевност. Животот на еден актуелен, современ лик, компјутерски програмер, одеднаш се претвара во екзистенцијална ситуација кога курири и доставувачи неочекувано доаѓаат кај Сергеј и уште од прагот соопштуваат дека имаат намера да поминат точно 1 час со него, пошто ќе му дадат пратка со непозната содржина. Од овој момент па натаму започнува надреалистично шоу кое го вовлекува гледачот во динамична игра во која диалозите и хероите ги рушат сите очекувани театарски стереотипи и во која крајот за гледачите е целосно непредвидлив, вели режисерката Дејана Николовска, на која ова и е трета соработка со Охридскиот театар. Куририте се обидуваат да му пренесат една порака, едно подсетување да му дадат за тоа како треба да кој е вистинскиот начин на кој треба животот да се води, да се живее во ситуација во момент кога он во својот живот се наоѓа во една комфорт зона, кога во момент кога него му е севорет и он не се замислува многу за работите, нели? Многу не ја бара длабоко смислата на животот или пак не поставува дополнителни прашања, впрочем како и многу умина од нас. Кој го живееме животот по инерција. Токму таа инерција е нешто што ние сакаме да го помрднеме и се надеваме дека гледачите исто така ќе испровоцираме прашања. Главниот лик во представата го толкува актерот Никола Тодоровски. Сергеј е модерен архетип на човек кој според актуелните општествени стандарди успеал во животот и западнал во комоција, но еден убав ден работите драстично ќе се променат. Овие месеци, кусур дена додека работевме, за нас беше како екипа огромно освежување, зашто јавно би сакал да се заблагодарам пред се на Дејана, секако и на целиот тим. Мислам дека ова представа ќе го предизвика прашањето во публиката: ако Сергеј е глупав, тогаш какви сме ние?
Стрезо Стаматовски, Горан Стојановски и Филип Кипровски ги играат куририте во представата. Ликот на Маша го толкува Елизабета Стефановска. Стојановски за актерската постава ќе каже дека може да направи представа и од телефонски именик, а камоли од прекрасен текст како овој на Данилов. И ние се занимаваме со такви работи, со ветерот во човекот, со невидливото во човекот, а сепак многу видливо, многу конкретно, со содржините на човекот, со содржините на неговите чувства, со содржините на неговата душа, од емоции до свест до ум. И го доведуваме во ситуација да биде тоа комично. Затоа што сметавме дека на таков начин една таква материја би допрела многу добро до душичките на нашите гледачи. Силно ги охрабрувам сите наши љубители на театарот да ја погледнат оваа представа, затоа што е доста необична, а од друга страна е доста интересна и задржува внимание пар екселанс. Дејана дојде со еден текст кој што ни даде многу за што да размислуваме. Уште од првата проба се сеќавам дека не можевме да дочекаме да го дочитаме текстот и да видиме за што се работи таму, и верувам дека публиката во петок исто така нема да може да дочека да види што всушност сакаме да кажеме со текстот и со представата. Публиката во оваа представа ќе има можност да ги види своите омилени актери во едно сосема поинакво светло и нивната игра ќе дојде целосно до израз на една сцена на која преовладува минимализам, зашто се погрижи сценографот и костимограф Енес Деари. Премиерата на Сергеј е многу глупав е закажана за во петок 9 јуни во 20 часот. Влезниците се пуштени во продажба. Погледнете ја представата и можеби ќе си одговорите на прашањата што би направиле вие на местото на Сергеј, дали би ја отвориле пратката. Се изврши комплетна санација на плоштадот Минимаркет за прв пат откако е изграден. Санирана е комплетната инфраструктура на плоштадот. Екипи на јавното претпријатие Водовод извршија санација на водоводните системи и фонтаните. Се изврши чистење на одводните мрежи и се изврши целосна санација на системот за јавно осветлување. Се поставија нови клупи и канти за отпадоци и се санира оштетувањата на амфитеатарот. Со овие зафати се врати повторно убавиот изглед на плоштадот и можноста повторно да прерасне во урбано катче за дружење на граѓаните, напиша градоначалникот Пецаков на Facebook. Бобан Кочески од Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски победи на видеоконкурсот на тема образование на фондацијата Метаморфозис. Тој го освои првото место со своето видео во кое се зборува за важност од зачувување на менталното здравје кај учениците. Бобан Кочески, ученик во Електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски, Охрид е победник на ЦТРЛ за предизвикот за млади, видеоконкурс на тема образование, што го распиша фондацијата Метаморфозис. Право на учество на конкурсот имаа сите млади лица на возраст од 14 до 29 години. Учесниците требаше да создадат кратко видео поврзано со темата образование, во кое ќе представат одреден проблем од основното, средното или високото образование. Пристигнатите видеа ги оценуваше комисија која најмногу ги вреднуваше идејата, креативноста при изработката и силината на пораката на содржините. Според гласовите на комисијата, првото место на видеоконкурсот го освои авторот Бобан Кочески за своето видео во кое се зборува за важноста од зачувување на менталното здравје кај учениците поради притисокот со кој тие се соочуваат за време на учењето. Успехот не смее да го жртвува нашето здравје. Треба да се грижиме за себе и за својата благосостојба пред се друго, без да се споредуваме со другите. Ова е особено важно за младите кои се изложени на притисок и очекувања во училиштата и на работните места, се вели во прво награденото видео. Кочески ќе добие ваучер за IT опрема во износ од 15.000 денари. ЦТРЛ за предизвикот за млади беше дел од проектот Веродостојни вести за оспособена младина, што фондацијата Метаморфозис го спроведуваше со финансиска поддршка од британската амбасада во Скопје. Подрачното оделение на Државниот архив Охрид по повод Меѓународниот ден на архивите 9 јуни ќе организира изложба од отворен тип.
Изложбата ќе трае од 9 до 16 јуни, а ќе биде поставена во дворот на институцијата, каде ќе бидат изложени репродукции на документи и фотографии од културниот и општествениот живот во градов и по широката околина. Изложените материјали се прилози во личните и институционални архивски фондови кои ги поседува оделението, а нивната селекција и подготовка ја спроведе оделението за средување и обработка при Државниот архив на Македонија, подрачно оделение Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота, 10 јуни, ќе организира акција за подигнување кабаст отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго од населбите Кошишта, Воска и Далјан. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 10 јуни со претходно пријавување на локацијата на дежурниот телефон 075 495 428 секој ден во неделата од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, додаваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 7 лица се водат како исчезнати во Нова Каховка во поплавите по уништувањето на браната на Днепар. Загрозени се повеќе од 42.000 луѓе, а од вчера трае евакуацијата на граѓаните од загрозените подрачја покрај бреговите на реката. Спасувачките екипи кои неуморно работат на евакуација велат дека работат во невозможни услови и дека нивниот проблем не е водата, туку тоа што русите непрестано пукаат во нив. Председателот Зеленски рече дека рушењето на браната оставило стотици илјади луѓе без нормален пристап до вода за пиење. Меѓународната агенција за атомска енергија пак по инцидентот со браната најави испраќање на дополнителен тим во нуклеарната централа Запорожје во Украина, која е под руска контрола. Поради уништувањето на браната Каховка поплавени се десетици илјади хектари земјоделско земјиште на југот на Украина, а најмалку 500.000 хектари кои останаа без наводнување може да се претворат во пустини, соопшти Украинското министерство за земјоделство. Украина, која е најголем светски производител и извозник на жито, ја обвини Москва дека извршила воено злосторство со минирањето на браната. Руските власти пак тврдат дека Украина ја саботирала браната Каховка за да го сврти вниманието од неуспешната контраофанзива и да го прекине водоснабдувањето на Крим. 2 лица загинаа, а неколку други се ранети во пукотница што се случила во Универзитетот во Американската сојузна држава Вирџинија за време на доделување на дипломи. Маж вооружен со 4 пиштоли убил 2 лица и ранил 5 други кога отворил оган врз толпата на матурската вечер во Ричмонд, соопшти полицијата. Жртвите се на возраст од 18 и 36 години, а меѓу застреланите има 14 годишно дете со живото загрозувачки повреди. 9 годишно девојче било прегазено од автомобил во паниката која настанала при пукањето. Осомничениот е уапсен, станува збор за 19 годишник кој познавал една од жртвите и се верува дека се скарал со неа, соопшти полицијата. Предупредување за лош квалитет на воздухот е издадено за милиони луѓе ширум Северна Америка поради шумските пожари кои моментално горат во Канада. Чадот од шумските пожари ги покрива големите канадски градови во Онтарио и Квебек, вклучително и Торонто и околните области, а стигна и до Њујорк и Конектикат во САД, каде квалитетот на воздухот е означен како нездрав. Представниците на јавното здравство ги предупредија луѓето да не вежбаат надвор и да ја намалат изложеноста на чад што е можно повеќе, бидејќи загадувањето на воздухот може да има непосредни и долгорочни здравствени ризици. Голем дел од чадот доаѓа од Квебек, каде 160 пожари горат подолго од една недела. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциско, повторно е примен во болница во Рим, а како што соопшти прес-службата на Ватикан, на папата ќе му биде извршена операција на абдомен. Се додава дека неговиот медицински тим предходните денови донел одлука дека е неопходна операција и дека се очекува папата да остане во болница неколку дена. Последните неколку години 86 годишниот папа Франциско боледуваше од разни болести. На крајот на март 5 дена помина во болница поради инфекција на белите дробови, а минатиот месец поради треска не се појави на јавен настап. Папата, која прослави својата 10 годишнина како поглавар на Римокатоличката црква во март, често користи инвалидска количка или стап поради постојана болка во коленото, а уште од младоста му недостасува дел од белите дробови, кој му бил отстранет додека бил во родната Аргентина. Пред 10 месеци папата изјави дека размислува порано да се повлече поради лошото здравје.
Земјите ќе треба да ги намалуваат стадата говеда за да ги исполнат климатските цели. Ирската влада ќе треба да го намали стадото говеда во земјата за 200.000 крави во следните 3 години со цел да се намалат емисиите на штетни гасови кои произлегуваат од гледување на добиток за 25%. Во своите напори да го намали загадувањето со азот, Европската унија минатиот месец одобрила холандски план од 1,6 милијарди долари за обештетување на сточарите. Специјалниот пратеник за клима на САД Џон Кери неодамна предупреди дека производството на храна создава 33% од штетните гасови во светот. Милијардерот Бил Гейтс е исто така обседнат со штетните емисии од одгледувањето стада на говеда, обезбедувајќи финансиска поддршка за компаниите кои развиваат технологија за нивно намалување. Одгледувачите на говеда пак сметаат дека дискусиите за штетните емисии на индустријата ги игнорираат позитивните влијанија на добитокот врз животната средина и климата. Размислуваме само во една насока, не земајќи ги во предвид сите последици од тоа што ќе се случи ако го отстраниме добитокот од земјата, велат тие. Додаваат дека добитокот покрај тоа што е извор на нутритивна храна придонесува за отпорност на суша, за здравјето на почвата и за намалување на пожарите. Арктикот би можел да остане без морскиот мраз 10 години порано од претходно предвиденото според најновото истражување објавено во списанието Nature Communications. Според извештаите, арктичкиот морски мраз би можел целосно да исчезне во текот на септември веќе во 2030 година. Она што е особено загрижувачко е ставот на експертите дека до 2050-тите Арктикот би можел да изгуби мраз дури и ако емисиите на стакленични гасови се значително намалени. Со споредување на промените во обемот на морскиот мраз од 1979 до 2019 година, научниците открија дека падот на морскиот мраз во голема мера е резултат на загадувањето што доведе до глобално затоплување и дека претходните модели на анализа ги потцениле трендовите на топењето на мразот на Арктикот. Намалувањето на нивото на мразот на Арктикот може да поттикне екстремни настани како што се шумски пожари, поплави и топлотни бранови побрзо од очекуваното. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!